Детето што ќе го обесеа од Арамилак. Чита Александар Станојков. Една жена била од Глушец попогана. Таа си имала едно дете како некое анđелче кротко и мирно, што ти велаат од трн излегуваат трендафил. Пустата мајка сторила ниет да го излошуваат детето си и го натерала да ојту комшиите за да украдит едно јајце од камара кај што неселе кокошките. Оди, синче, му рекла, укради, оти сум болна, да би текнало за да кастам јајце. Ошло сирото дете со голем страф и трепет, посигнало, та зело едно јајце и го донесло на мајка си. Други пат и притекнало за јаболка да си кастит и го пратила кроткото дете за да појдит во бавчата од комшијата за да украдит, чунки дебало никој во бавчата од комшијата. Отишло сирото дете, та скинало јаболка со побалко страв од како што првиот пат украде. Трети пат ја текнало за грозједа зоба. Го пуштила детето да некое туѓо лозје и го научила за како да влезит за да украдит. Пошло детето и уште со побез страв влегло и украло грозје, та ја донесло на мајка си. Од тие 3 пати што украде кроткото и праведното дете, се престрашило и ватило да крадит најголеми работи и му и досеша да мајка си. Пустата мајка се го повалуваше и му велела: така дечено, носи, ербаб да бидиш за да се обогатиш, а не да бидиш сиромав, како комшијата што го имаме. Трпит за леп, а не биди кабул да си украдит и раат да си живеет. Денеска, утре, детето растело и во годињето и во крадењето и втаса да биди прв Арамија тој. Голема мака имаше сиот тарот од него. Арно, ама, старите што ти велаат по еди збори и се твистински од Господ остадати. Скака, скакудец, доскака. И друг збор што го велаат старите, од која ќе се преполнит чашата, ќе се историт. И трети, дури не е искинал ѓаволот опинците, да од која ќе искидет, ќе те донесат на вешало. И вистина, така му се погодило и на момчето, што го научила мајка му да бидит Арамија. Една доќ беа го ватиле во еден дуќан кај што беше го разбивал за да го пледит. Му бастисале дома и долгу работи беа му нашле крадени од светот што беше го крал. Од која беа го пресудиле, та го однесле на Којски мост, да речеме мостот од Ад Пазар во Прилеп. Уште де клаја на јамката нагуша, кредал очите да угоре, та го видел ѓаволот со еден тоар истинати опинци. Што стоиш, пријателе, над мене со истинатите опинци? Му рекло момчето на ѓаволот. Јас лези долу да баре некој крај за да ме куртулисаш од уртобава. Не иди, момче, јас истинав еден тоар опинци, му рекол ѓаволот. Дури да те донесам на вешалово, да ти сакаш да слезам за да те избавам. Јас за тоа стоам над тебе, за побрго да ти ја клаам јамката, чунки нашата работа е за пакост да му правиме на луѓето и на вешало да ја донесиме, а не за добрина да му правиме. Кога и чу момчето тие збори од ѓаволот, си намислило за мајка му, кога го заучила за да крадити што го надлежувала и го повалувала за крадачката што крадело. Мајка му стојала пред него и плакала, пискала и коси кордела за да не го бесат. Ја елабори, мајко, уште еднаш да се избакнеме уста со устот, јас вршувам веќе. Така е рекол. Се прибрала мајка му и се бакнале уста со уста. Мајко мори и рекол: ја исплази го јазикот за да ти го бакна, бо ти со него си ме учила. Од големата жал, таа го исплазила и тој да место да ја целиват и го ватил со заби, со забите сторил и едно тргнување и го извоил со се грклан. И свикале се медите:
Бре, Арамио еден, што стори бре? Ти обясни дека зошто јазикот те мајка ти го изводи бре? Ефендом, така му рекол. Ако не беше тој јазик за да ме учит на арамилак, јас не ќе дојдев на бесење. Тој јазик беше што ме учеше и ме повалуваше кога крадев, да ето тој јазик веќе го немат. И ако сторите милост да ме пуштите жив, си се таксуамоти од сега вамо да се покајам од сите лошоти што ме учила мајка ми. Кога чу судникот и од кога го испрашал за се како било, го простил од беседјето и се ардисал од сите тие напрежни лошотии. Се сторил чесен и најарен домаќин.